Ке седнат ли на обвинителна клупа поранешниот министер за здравство Венко Филипчи и директорот на онкологија Нино Васев. Поранешни пациенти и роднини бараат обвинителството да ја прошири истрагата и да ја провери инволвираноста на екс-министерот и директорот. Расте револтот кај граѓаните што обвинителството се уште ја нема финиширано пред истрагата за грозоморниот скандал. Нашиот молк за сите неправди до сега беше искористен и сведен од страна на надлежните дека можат да продолжат да бидат адвокати на застапниците. Во врска со ситуацијата, кога правдата не е задоволена и кога криминалот и корупцијата се длабоко навлезени во секоја пора до степен да се убива без трошка совест, за протестите, значи единствено решение е истрага за инволвираноста на поранешниот министер Венко Филипче и директорот Нино Васев, проширување на истрагата на работата на детска онкологија. Во меѓувреме, во јавноста се обелодени дека починатите пациенти во домашни услови не биле регистрирани на онкологија, а при тоа за нив се издавала терапија, иако на два системи Мој термин и Ултра се водела евиденција, во ниту еден не биле внесени вистинските податоци со години. Пациенти и нивни блиски се сомневаат дека системскиот пропуст бил намерен. Скопското обвинителство во изминативе 2 недели дава само скромни информации за предистрагата за скандалот, која крена јавноста на нозе. До сега информираше дека е обезбеден обемен доказен материјал и документација од онкологија, а 20 пациенти доброволно се пријавиле да кажат своји сознанија. Првичните наоди опетуваат на сомнежи за сторени кривични дела против здравието на луѓето и проневера во службата на клиниката за онкологија. Граѓаните трет пат поред излегуваат на протест. Освен брза разрешница за онкологија се бара одговорност од виновниците за пожарот во Тетовската модуларна болница, каде живи и изгореа 14 пациенти и нивни роднини, но и одговорност од обвинителството кој одлучи дека нема кривично дело во трагичниот случај со малата Јана од Битола.